Министерството за економија и труд со измените на Законот за угостителство ја враќа комисијата која ќе одлучува за доделување на лиценци за кабаре, ноќни клубови и дискотеки. Во оваа комисија ќе членуваат представници на повеќе институции, меѓу кои од пазарниот, санитарниот, трудовиот инспекторат, управата за јавни приходи, МВР, дирекцијата за заштита и спасување и од општината каде што е објектот. Лиценца ќе може да се издаде само откако сите представници ќе стават подпис, а за да се подпишат сите надлежни институции ќе мора да достават написмено дека биле на терен и извршиле контроли, секој од својата надлежност. Меѓутоа, практично и објективно гледано, пазарните инспектори по професија се или правници или се економисти. Како можат тие да проверат дали исполнува објектот градежни, да речам противпожарни услови, електрика и така натаму, се она што е поврзано со издавањето на одобрение за градба на еден објект и понатаму за исполнување на минимално технички услови. Целта на овие законски измени е да се отстранат недореченостите кои настанаа во 2008 година, кога со регулаторната гилотиња беа поедноставени процедурите за издавање лиценци. Во основа ќе се дорегулира членот 21 од законот и ќе се вметне задолжителна институционална проверка на тоа што подносителот на барањето за лиценца го приложил како документи. Не само пред време да се утврдат условите со подпис од комисијата и стручните лица, него понатаму и тој записник да влези во понатамошна процедура и повторна контрола од страна на секторот за угостителство, односно соодветната институција, во случајов е Министерството за економија и труд. Најавено е дека ќе се заострат казните за сите кои не ги почитуваат законите, а се планира и воведување кривична одговорност. И сите кои стават подпис ќе гарантираат со својот подпис, бидејќи и за лицата од комисијата ќе има одредена, да речам, парична или друг вид на одговорност. Со регулаторната гилотиња во 2008 година се смени Законот за угостителство и не се прецизираше во членот 21 дали надлежното лице во Министерството за економија по службена должност треба да ги провери сите документи кои се приложени. Поконкретно, дали инспекторите биле на терен и реално ги провериле минимално техничките, санитарните, за безбедност на работа, противпожарните и безбедносните услови.